Во продолжение на колосек следува првиот разговор. Со мене во студиото е еден доста познат македонски пеач на македонската естрада, тоа е господинот Јанко Узунов. Господине Јанко, добро ни дојдовте во нашето студио. Драго ни е што сте наш гостин и што ќе имаме можност еве пред гледачите да поразговараме малку за вашата кариера. Добар ден и посебно ми е мило да ве поздравам вас, а и вашите гледачи, затоа што МТМ е една од омилените телевизии, мислам, мои омилени телевизии, затоа што јас со години на некој начин соработувам со оваа телевизија. Така. Благодарам за поздравите и драго ни е што еве имаме таква добра соработка со вас. Меѓутоа, сега на самиот старт на емисијата, на самиот старт на разговорот, би сакала да поразговараме малку, верувам дека тоа најмногу ги интересира нашите гледачи околу вашите почетоци на кариерата. Па вака, јас за моите почетоци, бидејќи сум истина од постарите пејачи на еден начин, многу пати имам зборувано по разни телевизии, радија и така натаму, и еве пак е повторам на еден начин дека јас потекнам од еден од најпопуларните и музикални краишта во Македонија, тоа е градот Валандово. Така. Вие добро знаете дека таму се, меѓу другото, се родил и најпопуларниот фолк фестивал Валандово. Така. Јас сум точно роден таму, некаде уште од 50-тите години, 51 година, во минатиот век. Значи, многу, така на еден начин, многу години ми се насобрале. И може да се рече дека уште во така тинеџерските години, на еден начин, и од детството, како на мандолина, да речем, сум започнал во основното училиште, па потоа на гитара во седмо одделение, за негде во средно училиште, која бев прва или втора година, 66-та година, ја формирав така веќе трета или четврта група по ред во мојата кариера. Тоа се вика беше групата Златни стени, поп-рок група, една од првите поп-рок групи во Македонија во таа понова историја. Така. Таа група постигна исклучително голем успех низ цела Македонија, како на тогашните така наречени гитаријади. Ние бевме четворица музичари и земавме, може се рече, ги земавме првите награди на сите републички гитаријади во Македонија од тие години, од 66 негде до 68 година. Групата стана многу славна и јас точно тој период од секојаш си го прославувам како мојот почеток на македонската естрада, а иначе подоцна како студент дојдов да студирам во Скопје на земјоделско-шумарскиот факултет, а подоцна и на музичката академија. Јас студирав два факултети. Така. И така да во тој период веќе се јавив и на аудиција во Радио Скопје, тогаш се викаше нашето главно радио и телевизија, Радио Скопје, денешното македонско радио и македонска радио телевизија. И така ја започнав мојата така голема турнеја како забавен македонски пејач на забавна музика. Настапував на сите скопски популарни фестивали, тогашни стариот скопски фестивал, а и на многу фестивали за забавна музика низ таа Југославија, така наречена бивша Југославија, втора бивша Југославија, оти порано имало една прва бивша Југославија. Така да во таа Југославија на сите тие фестивали имам настапувано со најголемите, да се рече, звезди денешни на тие ју хитови, како што биле Тереза Кесовија, Мишо Ковач, Здравко Чолич, така да речем Кемал Монтено. Така да со сите тие на еден начин и ја бев присутен на тие фестивали. Тогаш во тоа време тие имаа како еден начин, беа на еден начин повеќе форсирани, бидејќи македонските пејачи секогаш сме били малку во сенка на еден начин. Ние како и денес се случува тоа истото на еден начин, так. Но сепак се боревме и на некоја така слично рамниште обстојувавме. Епа тоа беше на еден начин таа историја, а после веќе од 80-та година започна еден бран на фолк музика низ Македонија. Негде у 84-та се појави и Фолк фест Валандово, и ако јас од 80-та веќе започнав со фолк музика, создадов еден албум на фолк песни многу интересни, и после тоа на Фолк фест Валандово и така тргна една друга кариера, малку со фолк музика, за да стасаме после тоа и до 90-те години, кога се појави исто еден така интересен фестивал песни за Гоце Делчев, Гоце фест. Така. И тука се вклучивме јас и мојата
партнерка тогаш Жаклина, подоцна сопруга. И така, еве, ви кажав еден дел од мојата историја. Така, значи од забавната се преориентиравте на народната музика. И на фолк музика, Така. А кога ви беше позабавно? Каде се пронаоѓавте најмногу во забавната или подоцна во народната музика? Па јас ќе ви кажам дека, може би пропуштив, јас уште на почетокот веќе 70-те години, кога се јавив на аудиција во Радио Скопје, веднаш отснимев една народна песна, така да речем, за Гоце Делчев некоја песна, Јанка низ гора врвеше, а снимав и една забавна мелодија. Така да веднаш тргнав јас на двете тие релации, така да јас од секогаш сум ги сакал и фолк музиката и поп-рок музиката, и ја бев тогаш и во забавната музика еден од првите автори кои што ставав фолк елементи во забавната музика. Тогаш не ме сваќаа многу мене колегите и така јавноста, не ме сваќаа, дека тоа се чуде што става Јанко фолк музика во забавната музика, малку на некој начин можеби ме нарекува провинцијски автор, така да речем, селски автор, ама после 30 години дојде цела Македонија почна да го прави баш тоа. Да го прави. Сите става фолк музика во забавната музика. И сега јас се гордам се тоа дека сум бил еден од првите во тоа. Така да мене ми се интересни, значи и фолкот и поп-рок музиката. Така. За сето ова што го зборувавте, има исто и еден видеозапис, една песна, односно, со вашата кариера, нели, како сте напредувале, па ево од режијата ги замолиме. Тоа е еден спот направен за еден од моите јубилејни настапи. Така. 45 години Јанко Узунов. И тука направивме една композиција, јас и мојот син, тој е режисер, за среќа баш работи кај вас. Така да направивме еден спот кој се вика Момчето од југ, и тука на еден начин е опишена мојата историја со слики, а и многу колеги што биле со мене во соработка ќе се видат во овој спот. Така да добро е да се види ова нешто. Така, од режијата ги замолиме да го пуштат спотот и песната да ја слушнеме, па потоа се враќаме повторно назад во студиото. Одед милосја што раскошно зрејат, од еден мал, еден скромен дом, калинки кај што до небото пејат, стаса тој до сите нас со својот глас. Со сека песна тој срце си дели, со еден свет од детски дни, заљубен до крај во предели бели, дојде тој до сите нас со својот глас. Еве го момчето вестен со гитарата, еве го доаѓа песни тој ни носи пат, песни за тагата в срце што ја сокрива, убава музика што не плени нас. Еве го момчето вестен со гитарата, срцата влюбени тивко ми ги отвори, нашите копнежи бисери ги претвори, за да ги однесе тур до својот југ. Обетни лозја што раскошно зрејат, од еден мал, еден скромен дом, калинки кај што до небото пејат, стаса тој
feste со гитарата. Еве го доаѓа песни, тој ни носи пак. Песни за тагата в срце што ја сокрива. Убава музика што не плени нас. Еве го момчето фесте со гитарата. Срцата влюбени титко ни ги отвори. Нашите копнежи бисери ги претвори. За да ги однесе тур до својот југ. Еве го момчето фесте со гитарата. Еве го доаѓа песни, тој ни носи пак. Песни за тагата в срце што ја сокрива. Ете, тоа беше прекрасната песна "Момчето од југ" на Јанко Узунов. Господине Јанко, како што кажав, нели, прекрасна песна, прекрасно е да се има еден ваков спот, нели, за да се што се навраќате ете толку години наназад, а сето тоа е, нели, запишано во едно 3-4 минути. Така. Па така, оваа песна вистина на еден начин, ако така кратка 4 минути, ние ја работиме многу долго. Тоа има многу слики вметнати Така. и тие што се разбират од оваа работа, знаат дека да се измонтира, мислам, компјутерски еден таков спот, може да се изгуби дури цел месец работа. Така да многу слики, многу обработки на сликите, ефекти во сликите и така да тука Сето тоа убаво излезе на крајот. Направивме многу труд, така и еве сега се гордееме за тоа. Така и треба. Во овој дел од разговорот би сакала малку да поразговараме за вашата музичка школа. Вие со вашата сопруга Жаклина после 90-тите години, нели, почнавте со работа со оваа школа. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Да, после 90-тите години, точно, јас и Жаки, бидејќи бевме тогаш на еден вид соработници, таа беше членка на мојата група Узун, тоа беше исто една така поп-рок група и фолк група. И настапувајќи по фестивали, јас и она како дует, осеќајќи дека на еден начин наидува некаква криза во естрадата, јас и Жаки се решивме, размислувајќи така на тоа поле, решивме дека добро би било да се зафатиме со некаква педагошка работа со изучување на музика со деца и повозрастни. Бидејќи јас имам завршено и музичка академија, на еден начин сум и наставник по музика. И на таа база размислувајќи додевме до идеја дека добро е да отвориме една школа за гитара и за естрадно пење за млади пејачи. Така. Јас започнав да обработувам разни материјали од светски школи за гитара, за естрадно пење. Купував книги, носев книги од странство, кај што одам на турнеи, натаму, насобрав добри материјали, земав да ги проучувам, а и бидејќи имам вистина доста така чувство за креативност, почнав да создавам свој материјал, од нашата школа точно со наш материјал работи, значи со наша програма. И негде до 94-та година оформив материјал за 2 степени за гитара, прв и втор степен, и 1 степен за естрадно пење. Направивме така една добра реклама по телевизиите. За среќа и вашата телевизија се вклучи во тие нашите првични реклами, пропаганда на нашата школа. Затоа реков дека ми оваа телевизија е една од омилените телевизии. И така започна работата на школата Узун, што опфаќа, значи, естрадно пење и 4 степени за гитара. Таа работа, еве, до ден денес ја работиме многу успешно, многу добро, со многу мерак. Имаме наша програма, гитара во 4 степени. Скоро, да речеме, така, може да се рече околу 2000 вежби поседуваме ние за гитара, модерна гитара со перце, кај што имаме вежби од поп музика, од рок музика, од фолк музика, од етно, од изворна музика.
и така да создаваме на еден начин македонски гитаристи. Значи, луѓе кои што треба да свират македонска гитара. Так, македонска гитара. Не сакам јас многу влијание од туги музики, така да многу малко е застапена, да речеме, америчка музика, англиска. Така, има такви програми, не толку многу. Так, си го држите баш она нашето македонското. Да, јас баш и таа ми е целта. Значи, сега сите овие што се материјали создадени, веќе ги конструирам како книги. Јас многу брзо, може би за 2-3 години или најмногу 5, ќе издадам 4 книги за гитара, тоа се прв степен, втор, трети и четврт степен за гитара. И тоа ќе биде вид, може да се рече, прва програма за македонска гитара. Значи, гитара во Македонија. Так. И тоа го работам многу амбициозно и мислам тоа ќе биде многу добар материјал. Така, се надевам и јас дека така ќе биде. Да. Сега ме интересира на која возраст може да се запишуваат? Која возраст, има ли ограничена возраст која што може да преовладува во школата? Така, ние во школата запишуваме на секакви возрасти, иако така општо познато е дека децата се најприсутни кога започнуваат да се учат, но нашата програма е така направена да вистина кај нас учат и деца, сепак возраста, најмалата возраст е 9 години детето мора да биде, од ако е помало, прстињата му се многу нежни и не може баш да претиска гитара. Значи, од 9 годишна возраст дете и возраста до најголема возраст. Кај нас многу често може да се сретне и некој човек во пензија. Да речем, или некоја пензионерка, нема, ќе ми се јави и ќе ме распраша така неостварена желба и била, да речеме, гитарата, животот ти поминал. Можам ли јас вика да пробам малку да посвирам во животот, да научам нешто да свирам? Јас ќе речам, дојди да видиме. Ние правиме малку проверка на кандидатите, без обзир каква е возраста, правиме едно тестирање и тоа тестирање се состои од така 10 вежбички удари со рака, како ритмички вежби. Да. И ако детето или ученикот, дали е мал или возрастен, ги покаже добро чувство за ритам, ние го прифаќаме и почнуваме да вежаме. Сега тоа е да речеме кај малите, најмалите исто е тешко и кај највозрастните исто е тешко. Најдобро, најголем и најбрз успех се постигнува кај, да речеме, 8 оделение, почетокот на средна школа. А и кај повозрастните, еве некој пензионер, ако ми дојде, прстите исто не му одат веќе, малку му се кочат, а он сака да вежба и така ќе повежбаме 3-4 месеци, доста му е толку. Затоа што таа е сложен процес. Да, не е лесно да се научи така. Треба многу труд во тоа да се вложи за да се научи добро. Така, и сега околу уписите, кога се уписите, има ли определен рок? Да, ние имаме еден како генерален годишен упис, тоа е популарниот јануарски уписи, ние тие ги пуштаме како реклами по неколку телевизии така по Скопје. И тоа ни е на нас како главен упис во годината, кога освен индивидуално запишуваме и групи формираме. Така една групна настава, така да речеме така доаѓа како некако поевтина настава, ама во секој случај ние и во текот на цела година можеме да запишеме ученик, доколку некој сака да си дојде индивидуално. Не представува проблем, значи. Да, не може да си дојде. Ако така се договориме, ако покаже добро тестирање, да речеме добро чувство за ритам, ќе му кажеме како да си купи така некоја ефтина гитара за почеток и тргаме. Така. Тоа е нашиот пат. Добро. Неколку години назад, нели, правите и концерти во кои ги вклучувате и децата од школата. Да. Околу тие концерти малку да ни кажете. Ние секоја година правиме еден школски новогодишен концерт во декември месец, кога што сите наши ученици, односно не баш сите, тие што завршиле веќе прв степен гитара, од втор, трети, четврт степен, сите тие ученици свират во живо на тој наш новогодишен концерт и тој го нарекуваме дури еден вид хуманитарен концерт, бидејќи тој концерт ние го посветуваме, да речеме, на некоја така обична особа од народот, така што заслужува внимание и ќе го посветиме концерт на таа. Ако можеме да собереме нешто доброволен прилог, малку да помогнеме на некој сиромав човек, да речеме. Да. И така нешто заедно со Црвен крст на град Скопје го правиме тоа, во салата на Даре Џамбас. И така тој концерт, значи, отприлика се одвива секоја година. Ама на 5 или така, околу на 5 години правиме и
погламурозен, еден голем јубилеен концерт, кај што практикуваме нешто најнови изданија мои и на Жаклина, нашите најнови изданија, и тој концерт наречеме јубилеен, како 30 години Јанко и Жаклина, 45 години Јанко Узунов и така натаму. Тогаш правиме голем концерт, дали во универзална сала, дали во Домот на армијата, и тука представуваме све што е наше најквалитетно и најново, а и тука ги вклучуваме исто така нашите деца, нашите ученици, кај што може да бидат и возрастни, и помали, а и некои наши пеачи што учеле кај нас, да речеме. Така, како гости, вака ги вклучувате во концертот. Тие се погламурозни концерти и доста квалитетни. Нашите гледачи се запознаени со тие, бидејќи ние тие на телевизиите ги представуваме. Претежно на македонската телевизија, ама и на вашата телевизија оделе нашите концерти. Така да, тоа е тоа. Така. Добро, господине Јанко, јас предлагам од режија да ни го пуштат и вториот спот кој што го имаме подготвено, да го слушнеме, па потоа и ќе прокоментираме околу него. Добро. Звезди гледам од небото паѓа на патот што води до тебе. Ти која зброда на солзите мои и дам да те видам пак. Ноќ ме чудна со облаци темни над нашето село. Srećni da sme, sve storam jaz, vo ovoj čas, da ne gledam solzi, v očine tvoj, večera sada, pa da te ljubam, pesmi da ti pejam, srećni da sme. Звезди гледам од небото паѓа на патот што води до тебе. Ти која збродам на солзите мои и дам да те видам пак. Ноќ вечерна со облаци темни над нашето село. Čas, da ne gledam solzi,
Се враќаме повторно назад во студиото. Господине Јанко, навистина убава песна и навистина убав спот, да кажам. Што представува овој спот? Ке може ли да ни објасните? Па вака, овој спот фактички е завршната сцена на нашиот последен јубилеен концерт кој го направивме во 2010 година. Значи со оваа сцена и со оваа песна го завршивме концертот и така направивме атракција. Жаки се спушташе по скалите долу со детенце што делеа седење меѓу гледачите, а после на сцената се појавуваат сите учесници. Тука се значи сите наши деца што свират, а тука и популарната водителка Катерина Десковска и незиниот колега, как се викаше, го заборав? Борис, да, Борис. А тука се и, како што забележите, популарната група Вардарски петли со Чаки Панкерот. Иначе некои може би гледачи знаат, може не знаат. Јас ја оформив таа група, значи тоа е моја дело, а и песната Чаки Панкерот е првата песна што ја направив јас како автор за таа група и таа стана една од најголемите хитови или може се рече прва хумористична песна на фестивалите во Македонија. И така да тоа е за мене таа е една гордост таа група. И сето тоа што сум го правил за Македонија. Така. Господине Јанко, мене ми е многу жал што веќе привршуваме со времето за нашиот разговор. Уште накратко, ако може да ни кажете кои се вашите идни планови, што работите во моментов и понатаму што планирате? Па сега ние веќе на еден начин размислуваме за нашиот иден јубилеј, 50 години на естрадата. Тоа ќе биде за 1-2 години, веќе правиме и тука некакви наши дела. А иначе во моментот, ќе ви кажам, јас баш работам една композиција за Жаки, моја песна, таа ќе настапи на сегашниот, баш сега на 30 октомври ќе се одржи еден фестивал Филиграни, значи Скопски Филиграни, фестивал што може се рече едини фестивал на кој ние со симпатии даваме песни, бидејќи на еден начин се имаме со тие луѓе и Жаки ќе настапи со моја песна на тој фестивал под наслов Судбина. Тоа е наш последен проект. Така, одлично. Господине Јанко, јас ви благодарам за тоа што ја прифативте мојата покана да ни бидете гостин во студиото на МТМ телевизија. Драго ми е што поразговаравме и се надевам дека понатаму ќе имате уште многу успеси, уште многу концерти понатаму и се разбира нели 50 годишнината од вашата кариера дека убаво ќе ја поминете, ќе ја прославите. Благодарам, да сме здрави и живи и па да се видиме. Така, ви благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи одиме понатаму. Следува кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото.